33-годишниот автомобилист Игор Стефановски Идже својата автомобилска кариера во рамки на македонскиот шампионат ја започнува во 2001 година. Уште на своето дебине надпреварот на кружни патеки Скопје 2 со автомобилот на својот брат остварува најдобро време на тренингот и го наговестува својот талент. На првата трка немаше среќа, техничките проблеми го спречија да ја оствари првата победа. По пауза од една сезона, во 2003 година, Идже се враќа на патеките со свој автомобил, но поради проблемите со возилото повторно не остварува пласман. До првата титула стигнува во 2004 година, остварувајќи 3 победи. Во 2005 година не успева да ја одбрани титулата, но затоа во 2006 со 100% учинок и 4 победи се закети со втората титула. Во 2007 година, со само 1 бод помалку од шампионот, мора да се задоволи со вице-шампионското место, додека во 2008 година повторно со идеален учинок се враќа на шампионскиот трон. Во ридско-брзинските патеки во Македонија, Идже дебитира во 2003 година и ја остварува првата победа на Пониква, со што завршува четврти на генералниот пласман. Од 2005 до 2007 година, Стефановски комплетно доминира во најбројната класа и стигнува до 3 шампионски титули поред, за што е награден и со највисоко признание Златна кацига. И покрај промената на класата во 2008 година со 3 победи во 3 настапи, убедливо ја освојува и четвртата титула поред. Во 2011 година, по успесите на домашен план и остварувањето на многу рекорди, Стефановски комплетно се ориентира кон учество во меѓународни шампионати на ридски патеки. Уште во првата сезона на новоформираниот Куп Сигурност на патиштата, со 5 победи и едно второ место во 6 настапи, го остварува најголемиот успех на македонски автомобилист и станува шампион во групата Н. Овој успех го надополнува со вице-шампионското место во категорија 1, во конкуренција на 78 надпреварувачи од 5 земји. Иако настапи на само 6 од 13 надпревари во шампионатот на Централноевропската зона, Стефановски успеа да освои вице-шампионската титула во групата Н. Веднаш потоа Идже почнува да руши рекорди, да освојува првенства и титули. Станува незапирлив на ридските патеки во Европа. Успесите на најбрзиот македонски возач Игор Стефановски Идже ексклузивно ги раскажуваме во ова издание на Успешни. Игор Стефановски Идже е репрезент број 1 во Македонија кога е во прашање автомобилизмот. Се сеќаваш ли како се започна? Секако да. Почетоците во автомобилизмот беа точно од 2003 година, значи активно се бавам со трките од тогаш па се до ден денес. Носител на многу шампионски титули во Македонија, во Балканот. И еве како круна на сето тоа досегашно искуство, овие 2 европски титули последователни последниве 2 години. Значи активно бавење во автомобилизмот од 2003. 700 метри должина изнесуваат сите пехари ако се наредат што Идже ги има освоено. На 12 трки, 9 рекорди и 10 победи. На што се должите? Па секако добра бројка на кажавте за пехарите, потребно е големо искуство. Како што кажав, активност, значи сите овие години изминати стекнување на сите тие тркачки патеки, можам да кажам различни тркачки патеки, мислам дека собравме доволно искуство да еве токму каде што е потребно на овие европски патеки со една голема конкуренција, со едни големи европски тимови да се спротиставиме и токму да ги освоиме овие 2 европски титули. Еден од рекордите, и тоа не било каков, за секунда и пол на патеката во Франција го победивте актуелниот шампион во 2012-та, Душан Борковиќ. Па морам да кажам дека Душан Борковиќ е еден квалитетен возач кој се надпреварува сега моментално во светскиот шампионат, така да сите оние рекорди кои беа поставени од негова страна на ова првенство во ридските патеки, со задоволство можам да кажам дека се соборени од моја страна. Во наше владење се 9 рекорди од 12 патеки, што е една исклучителна бројка, што е од европската елита на возачи респектирана. Така да со задоволство ќе кажам дека сме владители на тие европски трки, на тие
патеки, тркачки патеки. Се уште неофицијално, меѓутоа се шушка дека Иџе е планиран да биде амбасадор на Балканот од Светската автомобилистка федерација. Па се уште не би сакал да говорам околу тоа, меѓутоа најавата покрај оние две европски титули кои ги освоивме и состанокот кој што се одвиваше во Женева, кој бев повикан директно од господинот Жан Тот, кој е председател на Светската автомобилистичка федерација. Знаеме кој е Жан Тот, заедно со Ферари кој ги освоја најголемите титули во Формула 1. Така да тој респект го почитуваме, го почитуваат и они. Се надевам дека она што го кажа, дека ќе бидеме еден од амбасадорите на Балканот за репрезент на ФИА, така да останува времето да покаже, меѓутоа ќе го носиме со голема чест тоа признание. Одите по пехар и успех, а не знаете со што, како и дали ќе се вратите. Што е она што толку силно ве води да се занимавате со овој редок спорт? Дефинитивно автомобилизмот е еден од најопасните спортови воопшто на планетата. Знаеме се какви опасности може да донесе тркањето на оние патеки каде што се надпреваруваме, меѓутоа свесни сме за тоа. Јас се трудам што повеќе да бидам сконцентриран на возењето кога се надпреварувам, да се борам со стотинките и илјадитинките, да ги поминам свиоците онака како што мислам дека е најдобро. Секако присутни се и ризиците, се дешаваат и немили настани, меѓутоа свесни сме, како што кажав, за тоа и се бориме секогаш за што подобар пласман на тие трки. Како течат подготовките за една трка? Па не би можел да кажам како течат подготовките, бидејќи сето тоа се одвива низ целата година. Верувајте, подготовка ни е целата година. Јас и мојот тим напорно работиме пред се од обезбедување на финансии, што е најпотребно за овој спорт, па се до оние физички активности, нормално тука и одговорноста на мојот пиар за контакти со медиумите, секаде да бидеме на секое место присутни. Верувајте, не е само моја заслуга, тука позади мене стои еден огромен тим на луѓе кои што се грижат за сето тоа да функционира како што треба. Што се од опрема е потребно за една трка? Потребни ли се многу работи покрај финансиската конструкција? Секако, значи има правила кои што може да ги почитувате. ФИА е ригорозна околу тие работи. Пред се самиот возач мора да има специјално одело за кој што го користат пилотите, автомобилистите. Тука е заштитната кацига, Хансот при случај на удар да заштити за вратниот пршвен. Оние сите што ги носите елементи огноотпорни, така да верувајте од финансиски аспект и тоа е многу скапо, меѓутоа мора да го имате за да можете да учествувате на едно вакво престижно надпреварување. А какво е чувството да се поседува најбрзиот автомобил во Македонија? Па не знам што да кажам, сум возел многу брзи автомобили, значи почнав од националната класа Југо, па Пежо, па продолживме со Хонда и така да еве последниве 2 години атакуваме на врвот со едно возило кое што е едно од најбрзите, како што кажам, во Македонија. Меѓутоа сето тоа мора да биде умешно возено од добар автомобилист, бидејќи сепак сите автомобили што се таму на тие трки се идентично исти, така да останува само на умешноста на автомобилистот што го вози и на тимот како ќе го направат и прилагодат на тие брзини. А кој се е во тимот на Иџе? Па се работи на голем број на луѓе. Не би сакал да ги набројувам, меѓутоа е голема цифра, веќе сега ни се зголемуваат, нормално и потребите од што повеќе луѓе да се грижат околу сето она што треба да значи да ние отидеме спремни на трка. Пред се морам да кажам дека тука е најголемата поддршка ми од мојата фамилија, која што е една ајде да кажам мојот тим од самото почнување во автоспортот. Тука се ред други луѓе, се трудиме сите заеднички да направиме еден добар тим кој што функционира и ќе представува добро државата и ние како тим да се представиме во Европа. Брзото возење го применувам на патеките кога се надпреварувам. Можам слободно да кажам дека сум еден од поспорите возачи во обичниот сообраќај. Ги почитувам сообраќајните знаци, внимавам на пешаците, тоа се условите за безбедно возење, раскажува небрзиот македонски возач Игор Стефановски Иџе. Токму за подигнување на свеста кај возачите, а првенствено кај младата популација, тој и неговиот тим го создадоа караванот, шампионот обединува насмевка, живот и едукација.
Караваното возможи голем број млади лица за момент да помислат на начинот на кој тие возат. Дали внимаваат и колку истите се безбедни во своите возила? Постарите велат, од грешките се учи, но грешките во сообраќајот значат живот. Токму ова е и целта на ИДЖЕ, помалку човечки жртви. Љубителите на брзото возење имаа можност виртуелно да искусат дел од европските ридски патеки на кои возел Стефановски. Воедно, ова е начинот на кој ИДЖЕ се подготвува за трка. Вели, патеката ја учам на симулатори кои реално ја отсликуваат патеката, сите оние ризични кривини и се она што треба да се знае за неа. ИДЖЕ и караванот ги посетија градовите Охрид, Кавадарци, Росуман, Прилеп, Битола и Велес, а по враќањето од припремите за новата трка, караванот продолжува и во останатите градови. Актуелен е караванот, шампионот обединува насмевка, живот и едукација. Од каде идејата и што точно содржи овој караван? Па караванот дојде сосема случајно, спонтано, бидејќи сепак мислиме дека е потребно да направиме нешто. Јас како спортист, како носител на тие две европски титули, да направам нешто за нашата држава, бидејќи сепак мислам дека имаме премногу сообраќајни прекршоци, немили настани низ нашиот сообраќај. Јас и мојот тим дојавме до една идеја да направиме еден караван кој ќе биде едукативен, кој ќе биде, ајде да кажеме малце, да влијаеме кон младите, да ги освестиме дека многу пати ќе кажам јас, иако сум идол на многу млади луѓе, морам да им кажам дека она брзо возење што го правам токму на тркачките патеки, онаму каде што е местото ја да се докажам како спортист, како автомобилист, а не на низ секојдневниот сообраќај. Апсолутно сум противник од она брзање во сообраќајот код оние градски трки, така да мислам дека малце ќе влијаеме кон младите луѓе, кон сите оние што допрва ќе дојдат позади автомобилот да управуваат, да им кажеме дека автомобилот додека се управува онака како што треба е превозно средство, меѓутоа со секое надминување на неговите перформанси како станува едно опасно оружје во нашите раце, кое што е погубно и за нас самите, а и за сите останати членови во сообраќајот. Сега на 33 години размислувате вака. Како размислувавте кога ја земавте возачката дозвола? Па, лудувавте ли тогаш? Тоа е тоа што сакам да го кажам на младите. Баш тоа е иницијативата наша, бидејќи јас сум го поминал сето тоа, фала му на Господ што еве сум здрав и жив. Меѓутоа многу луѓе имаме и ете член во нашиот караван кој 20 километри побрзо возење му го промениле животот и е му инвалидска количка, така да сакаме да стварно младите не сватат дека сето на брзање што е во сообраќајот, надминување на сите оние сообраќајни знаци, не почитување на сообраќајните знаци, може да доведат во несакани последици и едноставно да не се искомплицира животот. Затоа токму кажувам дека и јас сум го поминал сето тоа лудување кога бев млад, меѓутоа мора да им сугерираме на младите да внимаваат во сообраќајот. А што најмногу младите прашуваат на караванот? Па интересно им е, значи прашуваат со колкава брзина одам на тие трки. Со колкава брзина? Зависно од стазите. Иако се големи брзини, значи преку 230 км на час на тие тесни патишта, меѓутоа ќе потенцирам сепак се тоа патишта каде што е под една надпревари каде што се организирани под една огромна институција, ФИА, автомобилистичката светска федерација, така да се добро организирани и да се деси некоја сообраќај, ова излетување, сепак е тука се луѓето да ви помогнат, значи цела таа екипа, додека во обичниот сообраќај може тоа да биде фатално. На кои се патеки до сега сте возеле? Имате ли некој кој што ја мечтаете да ја возите? Во овој шампионат извозев, значи тоа се 12 патеки, 12 европски држави. Морам да кажам дека едноставно сите беа тешки, сите се тешки, нема лесна патека, нема лесен противник. Конкуренцијата беше многу голема, на некои надпревари има и дури и по 300 надпреварувачи. Верувајте ги победите тие тимови каде што има една огромна пред се финансиска логистика и самиот број на тимови кои што доаѓаат они со тоа се сепак респектирани фабрички тимови кои што се надпреваруваат во тие првенства. Ја би одвоил една како од најдобрите патеки, за мене драга, патеката во Шпанија. Тоа е место
каде што се надпреваруваат најдобрите автомобилисти од Шпанија, бидејќи сепак е тоа местото Ариондас, каде што потекнува шампионот Фернандо Алонсо кој вози Формула 1. Дури организаторот на трката е негов личен тренер кога почнувал да вози со картингот, така да една од подрагите ми е таа трка, каде што воедно имам направено и рекорд и е во моја сопственост. Секако актуелна е и Академијата Стефановски, па може ли да ми кажете нешто повеќе околу тоа? Минатата година, по моја иницијатива, сакав да направам нешто што ќе ги едуцира оние влюбеници во автомобилизмот, да се пробаат на еден начин каде што не се потребни многу пари. Ја направивме таа виртуелна академија, тркачка академија, каде што имаме 10 симулатори, професионални симулатори, каде што има строго обучени членови во тимот, каде што се прилагодуваат и ги кажуваат сите техники кои се потребни на сите луѓе кои што доаѓаат таму. Целта ни е да им помогнеме на младите кои што сакаат да се бават со автоспортот, пред се со моје менторство и со мојот тим. Дури веќе во тие надпреварувања се одвои еден наш член кој што ќе му дадеме шанса да се проба во вистинските трки со вистински тркачки автомобил со моја логистика. Што треба да поседува еден автомобилист освен желбата? Па видете, значи секој може да се проба во трките, како што е редот без прво и основно е потребен тркачки автомобил кој е приготвен за тие потреби, значи си има основни правила кои што мора ги поседува секој автомобил кој што се надпреварува во тие трки. Како што кажав, желбата и финансиите се треба огромни средства за да може да учествувате во тие трки. Имате иницијатива за наградување на најдобрите ученици да патуваат на една трка со Иџе. Кога и како би се случило тоа? Па секако, тоа ни е планот. Верувајте, тоа ќе биде низ текот на оваа сезона. Се надевам дека оние што се влюбеници во автомобилизмот, искрените влюбеници во автомобилизмот ќе добијат шанса да дојдат на овие трки каде што ќе настапувам, да видат како се тоа функционира и да им дадеме шанса и идеја да во нивната иднина да направат и нешто како што направив јас и да освојат и некоја европска титула. А каква е состојбата во Македонија во поглед на твојата професија? Има ли подобра иднина за трки во Македонија? Па се надевам дека ќе тргне во еден во еден добар правец и автомобилизмот во Македонија, иако како што кажав, сепак во последниве години имаме се помал број на трки. Почнуваат нешто од оваа година да се активираат, да почнат да прават трки, меѓутоа не би можел да кажам јас во тој аспект, сепак е тука Автомобилската федерација на Македонија која е надлежна за тоа и се надевам дека ќе имаме што повеќе трки и јас сум тука секогаш да им покажам на оние млади луѓе како да ги насочат правите вредности на автомобилистот. Спортист на Македонија, спортист на град Скопје. Колку наградите во Македонија ти значат со оглед на многобројните интернационални кои што ги имаш освоено? Секако, да. Значи бев прогласен за спортист на Македонија 2014 година, 2015 година го добив признанието спортист, најдобар спортист на град Скопје. Верувајте, тоа е нешто што ви дава мотив да работите во иднина. Знаете дека некој ги вреднува вашите спортски резултати, сепак тука е тоа го одлучува македонската јавност. Значи едноставно тие се едни од оние признанија кои што ми се најдраги мимо пехарите добиени на некои трки, верувајте, тие признанија остануваат во душата. Ги живее ли Иџе своите звездени моменти? Свесен ли е за својот успех? Па не би можел да кажам дека сум свесен и дека ги живеам. Се уште ми е све на брзина. Знаете како е секој момент го користиме да направиме што поголем пристап и побрз пристап до оние трки каде што мечтаеме да возиме, секако тоа е Европскиот шампионат на кружни надпревари, се надевам и на учество во некој од светските шампионати во иднина, така да сепак ќе кажам немаме време за радости и за сите тие работи. Напротив, јас и мојот тим работиме, фокусирани сме на работата да обезбедиме што поголем буџет и да направиме план за учество во светскиот шампионат. Кој е твојот најголем неостварен сон на професионален план? Па не би рекол дека имам неостварен сон, сето она што сум го зацртал како спортист до сега е остварено. Верувајте, 2 европски титули да се донесат во Македонија, во земја каде што автомобилизмот е на едно ниско ниво во моментов, каде што немаме тркачка патека за надпреварување и за приготвување на сите тие надпревари.
Едноставно луѓето од Европа се чудат како можеме така еден мал тим да освојува така доминантно, да го освои така доминантно едно такво тешко првенство. Се надевам дека ќе продолжиме во ова темпо. Ни следуваат нови искуства со нови луѓе, нови патеки, меѓутоа времето ќе покаже како ќе биде. Подготвени ли сте за освојување на следни успеси? Што е она што не очекува? Дефинитивно, како што кажав, секогаш сме спремни, секогаш атакуваме на првото место. Ние во мојот тим одлучивме дека оваа сезона ќе настапуваме на Европскиот шампионат на кружни надпревари. Се уште сме во преговори. Така да ќе видиме како ќе биде. Ќе биде едно пеколна сезона за нас. Се надевам дека брзо ќе се прилагодиме и дека ќе израдуваме Македонија со едни вакви резултати како што израдувавме во минатото. За крај останува да ти се заблагодарам за твоето присуство во нашата емисија, благодарност за посетата на нашиот град и останува тимот на нашата емисија да ти посака следни успеси. Ви благодарам и вас, ми беше чест што бев ваш гостин денеска токму во Велес, заедно со мојот тим, моите луѓе од караванот кои го посетивме овој град. Се надевам дека ќе имаме за што да разговараме во иднина за поголемите успеси кои следуваат. Почитувани, ова беше Игор Стефановски, двократниот европски шампион во ридско-брзински патеки. Следна недела нова успешна приказна. Пријатно.